Денеска на оваа наша редовна седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион имавме чест и задоволство да присуствува и ново наименуваниот министер за локална самоуправа, министерство кое што е исклучително важно за развојот на локалните самоуправи, министерство кое што се грижи меѓу другото и за равномерен регионален развој, еден важен сегмент во нашето општество, бидејќи знаеме дека нашата држава се залага да што поравномерен да биде развојот во нашата држава. Тука гледаме еден нов момент, истакнавме денес, кој за мене е многу значаен, а тоа е фактот дека оваа година за прв пат повеќе проекти имаше аплицирано од колку што беа можни да се искористат средствата, што не беше во минатиот период случај, значи секако редовно се случуваше средствата да останат неискористени, што навистина обесхрабруваше на некој начин. Ова е една година која што ветува дека капацитетите на општините и во нашиот регион, верувам и во другите региони, се подобрува, се нудат квалитетни проекти, суштински, есенцијални проекти кои што се значајни за подобрувањето на квалитетот на животот во нашата држава и тоа е нешто што радува. Ние се заложивме, ги испорачавме нашите барања, односно нашите уверувања дека овие средства во иднина треба со заложба и на министерот, со заложба на сите сегменти и субјекти во нашето општество, овие средства да се експандираат, да се прошират, да се овозможи по уште поголем пристап на квалитетни проекти до овие можности за црпење на финансии. Ова е еден чин кој што формално го направивме денеска, ги подпишавме договорите за соработка и ја изразивме нашата желба и уверување дека овна како што досега почна првите показатели за подобро искористување на овие фондови, ќе продолжат со уште поголем интензитет во наредниот период. Радува и фактот што министерот го спомна, што е исто така еден многу значаен за мене сегмент во развитокот на нашето општество, а тоа е следниот чекор или подготвена поволна, добра клима за следните чекори за децентрализација, оној чекор кој одамна го чекавме и кој на некој начин беше, би кажал, можеби малку закочен. Оваа клима, овој поволен амбиент кој сега се створува, благодарение на тоа што и премиерот ги познава проблематиките на локалната самоуправа и има едно големо расположение во сите чинители и во законодавната власт и во извршната власт и во локалната самоуправа, да се тргне кон следните чекори на децентрализација во областа на социјалната политика, во областа на културата, во други сегменти кои што се значајни во областа на раководење и менаџирање со шумите, пасиштата. Тие се некои важни точки кои што ние и во некои други прилики во соработката со заедницата на единици со локална самоуправа ЗЕЛС ги зборувавме, имаме начелни веќе конкретни чекори кои треба да ги преземе во текот на овој месец, почетокот на наредниот и ако се оди како што треба, формирани се веќе комисии, работни тела, ако се оди како што треба, некаде во почетокот на наредната година веќе би требало да има некои конкретни показатели, заклучоци во кој правец ќе се движат овие процеси. Тие се процеси кои што нас како представници на локалната самоуправа, градоначалниците посебно не радуваат, бидејќи ќе овозможат, ни се чини, да менаџираат не само со средствата, туку и со плановите за развивање на општините, оние кои што се најнепосредно запознаени со проблемите на нашите граѓани, а тоа се секако локалните самоуправи. Ова се, почетни административни договори кои што мораме да ги склучиме за развиток, односно непречено работење на центрите за развивање на планските региони. Тоа е еден фактор кој што мораме да го направиме. Всушност со ова го на некој начин формално легитимираме и понатамошното работење на овие центри кои што во претходниот период се покажаа исто како еден активен чинител на она што се нарекува равномерен регионален развој, равномерен развој на општините кои што се чинители во тој плански регион. Знаете дека ние сме припаѓаме на југоисточниот плански регион, во моментов еве со Советот претседавам јас. Ние
имаме можеби нешто со кое што можеме да се гордееме е фактот дека југоисточниот плански регион важи како втор по процент на развивање во нашата држава, што од друга страна пак е и хендикеп, бидејќи согласно методологијата на распределување на средства, поразвиените општини добиваат помалку средства, а оние кои што се сметаат за помалку развиени добиваат поголем број на средства, но секако ете и тоа е пак некое задоволство, друга страна дека еве нашиот регион е малку спаѓа во тие поразвиените.